Добар ден. Значи, денеска продолжуваме таму кај што застанавме, односно со вториот подкаст од серијалот подкасти, со Боријан и со Ана. Со Ана ќе разговараме за истражувањата на реактор, за менталната состојба на мајките и со Боријан за она што тоа се го увиделе на терен при самата едукација, при разговорот со жените, бидејќи нели во таква една послободна, комфортна средина каде што нема камери, се чувствуваат покомотно и полесно да разговараат за овие прашања. Ана, би започнала со тебе. Што покажа истражувањето на реактор за моменталната состојба со пристапот до перинаталното ментално здравје и кои се главните предизвици со кои се соочуваат жените по раѓањето? Тоа што ние го видовме во истражувањето, прво почнавме од истражување спроведено од Универзитетската клиника за психијатрија во 2022 година, кое што докажа дека повеќе од 1/4 од мајките за време на пандемијата имале искуство со постпородилна депресија или постпородилна анксиозност, понатаму кога истражувавме што значи тоа во пристапот до услуги, видовме дека практично услуги посветени на грижа на перинаталното ментално здравје на мајките речиси да не постојат. Во пракса ние имаме само една група за поддршка на клиниката за психијатрија и капацитетите таму се толкави. Она што го знаеме од истражувањата е дека иако има голем број на причини кои што може да влијаат врз психолошки потешкоти, би ги рекла, она што е клучно за превенција на овие потешкоти е поддршка од заедницата и превенција за развивање на психолошките предизвици. Кај нас услуги од заедницата речиси и да нема. Дополнително на тоа ние сега и на глобално ниво, ама и во Македонија имаме многу голема промена на тоа како изгледа семејството. Значи, ако порано деца се раѓале и се одгледувале во поголеми заедници, и тоа не само во семејни заедници, туку и во населбата, во малото, некако сите се грижеле за децата. Сега се повеќе сме индивидуализирани, се повеќе живееме сами и многу е помала достапноста на грижа од заедницата. Дополнително на тоа имаме проблем со недостаток на градинки, односно недостаток на формална грижа и се создава една ситуација во која што мајките постојано се изложени на еден патриархален наратив во кој што се промовира добрата мајка, пожртвуваната мајка, мајката што треба се да направи за детето, а нема поддршка за да го направи тоа. Нема ни формална, ни институционална поддршка, ни поддршка од заедницата. Така. Боријан, на кои активности вие веќе кога добивме некоја слика, барем привидно тоа вие што сте го истражувале, кои се проблемите, кои активности ги спроведе ЕСО за едукација и да ги информира жените за здравјето за време на бременоста, по порадувањето и за правилен раст и развој на децата, како и нели најважното мајчинското ментално здравје? Да, токму така, во рамките на истиот проект се спроведен низа на едукативни работилници со жени за време на бременоста и по породувањето, токму на овие теми што ги спомена, во Куманово, Свети Николе и во Прилеп. Подготвивме едукативни материјали за здрава бременост, здраво мајчинство, правилен раст и развој на децата, но и посебен фокус ставивме на мајчиното ментално здравје. Исто така спредавме работилници на кои што учествува по групи од по 15 жени, кои што се запозна со точни навремени информации по однос на здравата бременост, здравото мајчинство и мајчиното ментално здравје. Така, на фактот дека дури 150 жени се пријавиле за поддршка во рок од 24 часа, зборува за голема потреба од таа поддршка, што треба системски да се направи за овие услуги да станат достапни за сите жени во постпородилниот период. Пред да преминеме на системските интервенции, би сакала да го споделам искуството од ова што се случи со пријавувањето на жените. Значи,
знаете и веќе мислам споделивме и на сите мрежи на комуникација дека откако го објавивме повикот за групи за поддршка на мајки во перинатален период, во 24 часа се пријавија 150. Ние имавме испланирано една група за поддршка, согласно достапните ресурси во тој момент, меѓутоа успеавме некако да се консолидираме и да формираме уште една група за поддршка. Во моментот течат две паралелни групи за поддршка за психолошка поддршка на мајките. Сега во моментот сме на средината на спроведување на тие групи и можам да дадам и мал увид од нив од тоа што им е потребно на мајките. За мене беше многу впечатливо дека на првата средба во едната група се вклучија 9 мајки со деца на возраст од 5 недели до 9 месеци, кои што не се познаваа меѓу себе, прв пат се гледаа, онлайн ги спроведуваме групите за поддршка ги спроведуваме онлайн за да можат да се вклучат во било кое време. Знаеме дека е предизвик да излезат од дома и да бидат надвор од домот подолго. Се вклучија 9 жени кои што прв пат се гледаат во животот и на првото прашање што беше како би го опишале своето породилно искуство, збореа саат и пол. Затоа што прв пат го има искуството некој да ги праша како си ти во оваа приказна. До сега неделава ќе биде 6-та средба од вкупно 12 планирани и гледаме многу убаво развиено чувство на припадност во групата помеѓу мајките и многу им е значајна таа заедница. Сега веќе на почетокот на средбата споделуваат работи како денес имав многу тежок ден дома со бебето, ама си реков ај барем четврток вечер ќе се слушнам со групата и ќе ми биде подобро. Самото чувство на припадност во заедница која што поминува низ нешто слично, како што поминувам јас, многу позитивно влијае на начинот на кој што го доживуваат целото мајчинско искуство. Сега ќе отидам на системските политики, што тоа значи. Првата препорака на прво место е дека е потребен и неопходен универзален скрининг за депресија и анксиозност уште во време на бременоста. Тоа е нешто што е многу едноставно да се имплементира. Македонската асоцијација на гинеколози во соработка со клиниката за психијатрија обучуваат гинеколози моментално како да го прават тоа. Алатките се достапни, тоа се многу едноставни чек-листи што може да ги видат гинеколозите и да ги протолкуваат и да видат дали на некој е потребна поддршка уште во бременоста, после треба да се повторат по породувањето и неколку месеци после породувањето. Тоа е првиот чекор. Проблемот е што дури ако гинеколозите или матичните педијатри, семејните лекари идентификуваат потреба за психолошка поддршка кај мајките, веќе можностите, патеките за грижа се непознати, би рекла. Не би рекла дека се недостапни, затоа што ние имаме клинички центри, имаме психолози вработени таму, имаме граѓански организации кои што нудат психолошка поддршка, меѓутоа не постои мапа на тоа што е достапно во државата. Би требало да се развие мапа и да знаат овие што се на првата линија на контакт со мајките во бременоста и после породувањето, да знаат каде да ги упатат за да ја добијат соодветната поддршка. И веруваме дека овој модел на групи за поддршка, кај што само ќе се соберат на едно место, макар тоа било и онлайн простор, е многу лечебен. Дури за мајки кои што немаат особени психолошки предизвици, дури и за мајки кои што доминантно се чувствуваат изолирано, самено, тажно, збунето во овој период, е корисно да има такви простори кои што ќе им бидат достапни и финансиски и физички за да може да го споделат тоа искуство со некој што знае како е. Така, врз основа на вашето искуство, Боријан, кои беа клучните заклучоци од едукативните работилници? Ве зборувавме нели кои се потребите, колку е потребно да знаеш дека и некаде припаѓаш и дека некој поминува низ истите работи како тебе, ама колку е значајна оваа едукација што вие правевте, какви потреби, какви маки да речеме кажуваат жените и што им е потребно? Да. Не, навистина, едукацијата на жените за време на бременоста и пошто и пред бременоста, само за време на бременоста и по породувањето е многу важно. Затоа што во нашите групи за едукација имаше жени кои што беа на крај од бременоста или веќе породени и рекоа дека прв пат слушаат, дека прв пат некој им кажува податоци како да се грижат за себе за време на бременоста, после породувањето. Значи, потполно отсуствува систем кој што ќе ги едуцира жените низ какви промени ќе поминат за време на бременоста.
како треба да биде животниот стил за време на бременоста, како да се грижат за детето. Кои се оние очекувани ментални, психички промени за време на бременоста и по породувањето. Бидејќи многу е нормално да се очекуваат психички промени кога за време на бременоста има набура на хормони, кога има жената поминува низ во една нова фаза во животот, нели се подготвува да стане мајка, станува мајка и така натаму. А жените речиси да не добиваат информации, бидејќи за жал нашата здравствен систем е таков да обезбедува оние основни услуги, да, ќе направи скрининг, ќе направи ехо, ќе направи преглед, во ред, меѓутоа отсуствува информирањето, отсуствува едукацијата. И што многу друго им беше важно на жените, тоа што самите едукации беа интерактивни и имаа можност, нешто слично како што го кажа Ана, имаа можност во еден дел од едукацијата да поразговараат меѓу себе, не со едукаторот, него меѓу себе и да си ги кажат проблемите. Тој дел многу им значеше што во тие 3-5 минути имаа можност со друга жена, можеби ја познаваат, можеби не, и тоа што ги споделува истите проблеми, отворено да си ги кажат своите проблеми, што ги мачи, особено од, да речеме, психолошки аспект во тој период, и доволно беше и се чувствува олеснување со само тоа што ги искажаа своите проблеми на друга жена. Значи, и самата поддршка од заедницата и tekako многу значи, не секогаш е потребно стручно лице, психолог, доктор или психијатар, туку самата поддршка во заедницата е многу важна. И уште една важна работа што жените многу ја ценеа, што е слушнаа за време на обуката, е дека е потребно да си посветат време за самогрижа, односно за грижа на мајката. Види како што една жена рече, додека си бремена, некако сите те гледаат, сите се околу тебе, кога ќе се роди детето, денешка фокусот е на детето, жената некако останува по страна. И многу им беше важно, затоа што за жал кај нас се наметнува тој менталитет или како да кажам ментален склоп дека мајката мора да биде постојано посветена на детето. Тоа е точно. Има клучна улога. Меѓутоа, жените многу ценеа тоа што го слушнаа на едукациите дека барем половина час до 1 час во денот да си посветат внимание самите на себе, за само грижа, затоа што тоа е важно не само за нив, туку тоа е важно и за соодветна грижа за детето. Затоа што не е важно квантитетот на времето, да биде 24 часа мајката со детето, а да биде под стрес, да биде напната, докажано дека стресот од мајката се пренесува на новороденчето. Туку си посвети квалитетно време и внимание за само грижа, нешто што ја релаксира, од прошетка, од читање книга, од пиење кафе со пријателка. Не е важно, сека жена си знае својот начин на релаксација, половина часот во денот, после тоа ќе биде порелаксирана и ќе посвети многу поквалитетна грижа за бебето, за новороденчето, а сето тоа повлие па и за правилен раст и развој на детето, затоа што раниот раст и развој започнува уште во утробата и од првиот ден на раѓањето. Затоа е многу важно квалитетната грижа и посветеност на мајката за време на бременоста и по породувањето секако на бебето. Каква улога тогаш треба да имаат матичните гинеколози, патронажните служби и центрите за јавното здравје во раното препознавање и поддршка на мајчиното ментално здравје, кои ве слушнавме досега дека честопати жените прв пат за некои работи слушаат токму на вакви неформални средби и едукации, која е улогата на целиот систем во сите овие нели проблеми и предизвици. Да. Сакам и да се надоврзам на тоа што го кажа Бојан за недостатокот на свесност и учењето на нови работи од страна на мајките. Гледаме дека таа свесност недостига и во здравствениот систем, и во тие формални системи на поддршка. Ние за спроведување на групите обучивме психотерапевти од Психолариум, Сдружение на психолози и психотерапевти, за да може да ги спроведат овие групи и единствената, мислам најдостапната обука што можевме да ја најдеме беше обука организирана од америчка организација Postpartum International. Значи нема кај нас достапни системи кои што ги образуваат дури и психолозите, а да не разговараме за овие други професии што се прва линија на контакт, како што ги спомнав. Матичните педијатри, гинеколозите, патронажните сестри се клучни во ова, ама првиот чекор треба да биде едукација, да препознаат, да знаат како да разговараат со мајките за да ја добијат информацијата што е потребна. Откако ќе се едуцираат, секако треба да
да можат да ги упатат на местото што им е потребно. И тука имаме ние многу убави модели од земјите од регионот на Светска здравствена организација и гледаме дека државите кои што најуспешно се борат со ова прашање всушност ги имаат вклучено патронажните сестри во приказната. Патронажните сестри се тие што ова го имаме зборено со Боријан секогаш кога ќе се видиме, дека патронажните сестри се единствените што влегуваат во домот, што ја гледаат состојбата во домот, што можат да видат што се случува во тоа поле таму и се едни од ретките што во таа природна средина, ајде да кажем за семејството, може да поразговараат со нив и да видат каков тип на поддршка им е потребен. Во земји кај што тоа е успешно решено, патронажните сестри се обучени да поставуваат прашања кои што ќе имаат за цел да го разберат и да го валидираат искуството на мајката на прво место. И би рекла дека во најголем дел од случаите тоа е доволно за мајката, само некој да ја ислуша како и да го валидира доживувањето. Ама ги имаат и овие инструменти за детекција што ги спомнав, што ги имаме кај нас преведени и стандардизирани, значи не е нешто што треба да се прави како процедура. Ги имаат со нив, ги пополнуваат заедно со мајката и ако забележат дека има потреба од понатамошна поддршка, патронажните сестри директно имаат моќ да го закажат терминот за мајката. Значи, го гледаат това, отвараат нешто што е еквивалент на мој термин кај нас, практично, отвараат и закажуваат термин кај психолог на мајката и кажуваат во вторник во 5 часот ќе разговараш со некого кој може да ти помогне. Тој модел не е комплицирано да се преслика. Верувам, иако следната фаза на ова истражување би била да ги мапираме достапните услуги, да видиме што постои во системот, ама од она што го знаеме од мрежите во кои што работиме е дека постојат. Не треба премногу нови капацитети да се градат, со постоечките капацитети ова може да се реши и тука клучна улога би играле патронажните сестри, матичните гинеколози и матичните педиатри. Да, токму слична дискусија имавме со Ана во тек на спредување на проектот дека во патронажните сестри и од нашето искуство бидејќи долги години работиме на напредување на тој систем кој за жал доста запоставен во нашата држава, патронажните сестри препознаваат многу често дека некоја жена има одредени психички проблеми и потешкоти. Тоа го препознаваат и кога жените ќе им се да кажам пожалат или кој ќе споделат со кои проблеми имаат, патронажните сестри се обидуваат да им помогнат. Меѓутоа и самите викаат дека не се обучени за тоа. Едноставно тоа го прават некако од само интуиција, од само знаење, сакаат да помогнат. Меѓутоа, ако немаме систематизирано, што кажа Ана, приречник како патронажна сестра треба да постапи, тоа се останува индивидуално на секоја патронажна сестра како ќе постапи во тој момент. На незините лични уверувања, капацитети, можности, да. Значи да заклучиме дека потребно и вакво образование и ваков систем за поддршка и едукација, но сепак нели се започнува од некоја системска организираност и дека без тоа едно без друго не може да иде комплетно, за да се унапреди здравието нели на мајката. Да. И поттекнување на разговори помеѓу жените за овие работи. Можеби од едната страна е тоа системското уредување, ама од друга страна потребна е дестигматизација, потребно е погласно да збориме за овие предизвици, да си ги споделуваме личните искуства, за да ги нормализираме за оние на кои што им е страв, срам или непознато како да ги споделат личните искуства. Да, ова е многу важно, бидејќи менталното здравје воопшто гледано во Македонија се уште е табу тема. Да се зборува дека имам проблеми, да отидам на психолог или психијатар, се уште се доживува како табу тема. А како што кажавме веќе неколку пати, нормални се психичките промени за време на бременоста и по породувањето. Значи, жените, тоа е целта наша, да ги охрабриме отворено да зборуваат за овие проблеми. Прво во семејството, со партнерот, сопругот, роднините, родителите, со кругот на доверба што го имаат. И отворено да зборуваат, а оние секако жени што имаат потреба, секако да се обратат и кај психолог, па по потреба, ако треба и кај психијатар. И тука ја нагласуваме тоа и на едукациите. Многу е важна поддршката и од самото семејство. Дека партнерите и потесното семејство треба да разбере дека жената во тој период има навистина потреба и од психолошка поддршка. Тоа може да биде едноставно ако некој има и да го причува детето на половина час, па жената да посвети сама на себе внимание, меѓутоа
жената има потреба и некој од блиските да ја ислуша тоа што сака да го каже, да ја пружи поддршка и така натаму. Многу е битна поддршката само и во самото семејство.